Синоќа во Центарот за култура Бели Мугри во Кочани се одржа трибината на прав пат на СДСМ, на која пред присутните зборуваа потпредседателите Мила Царовска и Дамјан Манчевски, како и градоначалникот на Кочани Николчо Илиев. Говорниците истакнаа дека СДСМ за неполни 2,5 години успеа да направи повеќе од 11 години владење на ВМРО ДПМНЕ, а државата да тргне по прав пат затоа што оваа власт се грижи за сите граѓани и обезбедува одржлив праведен систем. Ние покажавме дека платите во нашата држава може да растат, дека градежна офанзива има, дека патот по кој што се движиме е Македонија демократска, Македонија праведна, Македонија за сите граѓани. Она кое што 11 години се случуваше беше уништување на државата на сметка и на грбот на секој еден граѓанин. Но денеска тоа е поинак. Платите просечно пораснаа 2000 денари, минималната плата, токму што е важна за овој ваш регион, за најкритичните граѓани во државата порасна и до 4000 денари. Но минималната плата денеска, ако тогаш изнесуваше 4.500, денеска изнесува 12.500 денари. И тоа се многу повеќе пари во джебот на секој семејство. Покрај тоа Царовска додаде дека наскоро ќе следи ново зголемување на минималната плата и пензиите ќе растат. Потпредседателот на СДСМ Дамјан Манчевски рече дека едно од заложбите е законите да почнат подеднакво да важат за сите граѓани, а особено во борба против корупцијата, затоа што власта не треба да ги штити своите луѓе. Покажавме дека државата и системот функционираат. Сите сме еднакви пред законите. Ако порано првата задача на власта беше да ги заштити сите, па после друго, сега се покажува дека апсолутно сите сме еднакви пред законите. И јас. Ако јас нешто сум грешил, прво да додам. И тоа сите мора да го сватат. Но прво мора да го свати, мора да помага. Затоа што без закон или решение за статусот на случаите кои што произлегува од нелегално прислушуваните разговори, нема напред. Тој истакна дека досега се работело на анализи, стратегии и планови за реформи во администрацијата, а резултатите треба да стигнат сега од втората половина на 2019 и во 2020 година. На трибината на прав пат градоначалникот на Кочани Николчо Илиев направи краток осврт на досега реализираните проекти на локално ниво. Што направивме? Работевме во сите сфери, работевме во градот, работевме и во населените места. Се залагаме за равномерен развој и на градот и на населените места. Работевме во сите сфери. Во социјалата. Добивме средства за изградба на детска градинка. Отворивме центар за ран детски развој во Драгани. Имаме функционален дневен центар за лицата со попреченост. Илиев потенцираше дека за 2 години во инфраструктурата во општината се инвестирани 8 милиони евра од домашни и меѓународни фондови.